Министерот за надворешни работи Никола Димитров при денешната посета на Штип истакна дека ако имаме еден консензус од 1991 година, иако партиите во земјава се караат за многу работи и се поделени, сепак 70 до 80% од нив и голем дел од јавноста се дека нашата иднина е кон НАТО алијансата и Европската унија. Посочи дека пред 2 дена прославивме 27 години од референдумот од 1991 година. Според него, ако тој референдум значи нешто, значи завет за Македонија да биде независна, суверена, самостојна и успешна држава. Борбата не е меѓу политички партии, ниту бираме градоначалници, ниту бираме пратеници, ниту бираме влада на 30 септември. Борбата е за иднината на државата, за иднината на сите граѓани, за иднината на децата, на следната генерација, за да има повеќе работни места, за да бидат подобро платени, за да бидеме посредени. Видовме, за да има помалку простор за глупости правење од страна на политичарите. Видовме кога ја нема европската перспектива, како почнаа да се намножуваат грешките. Димитров истакна дека компромисот не е лесен, туку станува збор за тешко прашање, но како држава го чуваме тоа што не е најважното, а тоа се македонскиот идентитет, македонскиот народ, јазик, а воедно, како што вели тој, се отвара и вратата за напред. Нема друга алтернатива иднината на Македонија, освен европската иднина. НАТО членството значи и безбедност, значи и инвестиции. Сите држави што ни се најблиски тука од регионот и поширокиот регион, Црна Гора последната, Бугарија, Хрватска, Романија, НАТО членството носи безбедност, предвидливост, а со тоа и странски инвестиции. Според Димитров, на 30 септември граѓаните со својот глас ќе одлучат каде ќе оди Македонија. Тој денеска имаше и средба со градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски, на која разговарале за идните проекти, кои ќе бидат финансирани од Европската унија, како што е изградбата на пречистителната станица. За општините, за општина Штип, но и за сите други општини е многу важно приближувањето кон Европската унија, со што ќе влезе свеж капитал во општините, ќе се отворат нови работни места, ќе настане конкуренција кај работодавачите, со што и природно ќе растат и платите. Например, еден од крупните капитални проекти кои што Штип го планира во наредниот период, за кој што имаме готова проектна документација, е пречистителната станица. Димитров попладнево имаше и средба со Сдруженијата за инвалидизирани лица со посебни потреби. Вечервајќи има средба со граѓаните од населбата Ново село, а во 19 часот ќе се обрати на трибината во населбата Автокоманда, која во рамките на кампањата за референдумот излези за Европска Македонија.